Прв разговор во денешното издание на Македонија наутро за тема која што е особено актуелна во овој период од годината. Грејната сезона почна, Скопје се гуши, што дишеме не знаеме, но знаеме дека не е чист кислород. Релевантен извор во моментов за квалитетот на воздухот не е апликацијата Мој воздух или поново AirCare и државните мерни станици, чиј систем не секогаш функционира за да ни даде релевантни податоци. Колку мерни станици има градов, колку се неопходни за да добиваме податоци како би можеле да преземаме мерки за да се заштитиме. Тема на разговор со креаторот на апликацијата Мој воздух, Горијан Ивановски. Добро утро. Горијан, инаку дел од независната коалиција Зелен хуман град. Добре ни дојдовте. Добро и фала на покана. Марфи се ја одигра својата работа ова утро. Очекував да отворам апликацијата и да ги видам оние препознатливи портокалови и виолетови бои кои укажуваат на енормно загаден воздух, но дождот му тргна во прилог на расчистувањето на аерозагадувањето, па имаме зелена боја утрова. Јас сум среќен кога ќе видам зелена искрена. Да, јас се надевам дека ќе имаме подолго, иако според ова што го гледаме во околинава, тешко дека ќе се задржи, освен ако не врне цела сезона. За жал, да, зимово се спрема фактот дека ќе имаме прилично висока загаденост, посебно со ситуацијата со енергетската криза, фактот дека многу семејства одлучуваат сега да се греат на дрвја, наместо на струја, бидејќи струјата поскапува. Така што мене ми е наистина страв тоа што ќе дишеме зимово. И по оние прогнози, ако години наназад имаме енормно загаден воздух во овој период од годината, кога и знаеме и не знаеме на што се грееме, но немавме вакви драстични енергетски кризи, оваа година ќе биде полоша од претходните? Дефинитивно. Се предвидува дека ќе биде полоша од претходните. Токму ради тој факт дека ќе почнеме сега да се грееме многу повеќе на алтернативни извори кои што не се струја, кои што не се чисти, со тоа што се најавува дека ќе почне да се употребува мазот, најверојатно топланата, Скопје Север има добиена дозвола за користење на мазот, што многу не плаше. Информациите кои ги имам јас веќе почнала да работи. Да, уште мислам тоа е застрашувачки, посебно зашто во веста која што искочи во медиумите се кажува дека тие се уште немаат најдена фирма која што ќе мери колку загадување они испуштаат во воздухот, а веќе работат на мазот. Мислам, тоа е застрашувачко. И што велат податоците, да речеме, кои што вие ги имате? Колку и како ќе се одрази тоа на аерозагадувањето? Зборувам од големите загадувачи во сезоната. Така. Големите загадувачи во сезоната, според закон, не се задолжени да имаат континуирано 24-часовно мерење. Нешто кое што ние како активисти го трубиме одамна. Добра. Бараме дека мора законски. Не може да работи цементара без да би има 24-часовен мониторинг. Они може да велат да пазите, ние сме чисти, ние не загадуваме во ред, докажеме го со бројки. Така. Не еднаш или два пати во годината некој дошол ми измерил и све било супер. Континуирано 24-часовно јавно мониторирање. Без тоа ние не може да знаеме. Мислам, во Скопје имаме десетина државни мерни станици. Низ другите градови државни мерни станици една или ни една. Може би има. Ти не можеш да направиш некоја голема анализа со толку мал број на официјални, зборам, државни мерни станици, зашто во Тетово имаме една станица, паркирај камион до неа, упали го, загаден е воздухот. Не мора да значи дека е загаден, ама една станица, еден извор ти е, значи на англиски што се вика single point of failure. Ако тој дел зезне или киксне, ти немаш реални податоци за Тетово. И затоа ние како активисти долго време ургираме дека мора да се постават волонтерски мерни станици. И ќе дискутираме за волонтерските, прво сака малку фокусот да го ставиме за официјалните. Десетина во Скопје, од она што го прочитав, повеќе од 20 или 23-4 низ целава. 21 мислам сега. Една, добра, низ цела држава. И се она што е проблем кога станува збор за официјалните мерни станици е што системот кој тие функционираат, но системот кој треба да ги ажурира податоците кои тие ги даваат, многу често паѓа. Ја тоа си викам, кој баксус сме со тие станици? Прво, имаше период каде што се расипуваа сензорите на тие станици. Де немаше да мери PM 2,5, немаше PM 10. Се набавија, се ставија скоро сегде да ги има сите сензори, што е супер. Значи, сегде се мереше PM 2,5, сегде се мереше. Сега почна да паѓа системот кој што ги прибира и ги објавува тие податоци за да можат апликации како Мој воздух и како сите други светски апликации да ги преземаат тие податоци. Јас сум во константен контакт со Министерството, малце им се качив на глава и се надевам не го земаат тоа за зло, но како активист
може раче да вршам притисок дека не може во 21 век еден таков систем кој што сериозно нема голем број на податоци да биде толку подложен да 10 на 15 корисници го отворат сајтот и тој падне. Знам дека секогаш буџетот е проблем, секогаш, но едноставно е, мислам, несватливо за човек кој што доаѓа од IT индустријата, кој што има апликација што има милион корисници и огромен број на податоци поменуваат низ неа, да не можеш да одвоиш, не знам, 100 евра месечно за да закачиш сите овие податоци негде на клауд и да немаш воопшто проблем. И сега, кога отвориме мој воздух, јас генерално само за Скопје го отварам. Секој отвора за оно што го интересира и ги добиваме податоците, меѓутоа многу често или може да се отвори, ако се отвори за некој друго место, ќе имаме дека нема податок. Од каде се има во моментов податоци? Така. Значи, мој воздух агрегира податоци од 3 главни извори. Добро. Државни мерни станици, или универзитетски мерни станици, кои што се високо квалитетни, кои што даваат многу поконкретни податоци, но за жал се многу скапи, збориме 100.000 евра. Имаме волонтерските мрежи на податоци, што се мрежи кои што луѓе како јас и ти може да ги набавиме, тие мали сензори, мали станици кои што се околу 50 евра, да ги поставиме и да добиеме индикативна идеја колку е загадувањето, ако тама немаме официјални податоци. И на места каде што нема воопшто станици поставено и волонтерски и државни, користиме сателитски податоци од Европската вселенска агенција, за да дополниме тие дупки и да имаме барем некаква идеја за како изгледа таму загадувањето, иако секогаш е многу подобро да имаш станици поставени доле. Во контекст на поставувањето на своји станици како релевантен извор, иницииравте 100 мерни станици кои треба да се постават и тоа беше прифатено како идеја од град Скопје, меѓутоа работата повторно тука некаде закочи. Зошто? Зошто да е просто кога може да е комплицирано кај нас е мотото. Тој беше амандман кој што Зелен хуман град и некако активисти уште многу одамна го баравме да град Скопје креира своја градска мрежа на мерни станици за да дополни државната мрежа и волонтерската мрежа. Предложивме 100 нискобуџетни станици со кои што ќе се направи буквално една мрежа, густа мрежа на мерни станици и ќе се гледа од овде се појавува нешто, овде има проблем со загадување, па вамо се шири, па дамо оди. И за да можат инспектори да речат во ред, гледам дека овде се алармира дека има некаков проблем, да искочам јас со моите софистицирани мерачи што било опрема да имам, да видам, да го лоцирам изворот и да го спречам. За жал, откако се усвои во буџетот за ова 2022 календарска година тој амандман, секторот за животна средина доби допис од Министерството за животна средина, каде што се рече дека не се тие станици ISO сертифицирани по високи стандарди кои што ги има поставени од државата и едноставно не може да се набават такви нискобуџетни, туку ќе мора да се купат тие ISO сертифицирани скапи станици и за жал тоа е број на 100 индикативни мерни станици, ние паднавме на 2, кои што се уште се во процес на набавка, се уште се во процес на јавна набавка и се плашам дека и ова грејна сезона ќе се утне, бидејќи тој процес се одложи толку многу. Седниците на Советот на град Скопје изминативе неколку денови, ајде да кажеме недели, не се пријатни ниту за гледање, ниту за слушање, бидејќи имаме впечаток дека се дискутира за се, освен за оно што нас не интересира како граѓани, зашто ние гласавме како граѓани, но темата за загадувањето е нешто што не смееме да го скокнеме оваа сезона. Се поставували како точка на седниците, се дискутирали дали воопшто некого го засега ова? Многу е тешко. Многу е тешко да се убедат колегите, да се убеди градот дека имаме сериозен проблем. Мислам, мене пена устата ми фати после 8 години зборење на истата тема дека дечки не може да заборавиме дека имаме аерозагадување на пролет лето и да се надеваме дека зимото ќе веќе врне како денеска, па нема да имаме толку голем проблем. Ние како Зелен хуман град цело време поднесуваме проекти кои што треба да помогнат на темата на намалување на аерозагадувањето. Од биокомпостари, кои што треба да компостираат биоотпадот, кој што 6% од отпадот во град Скопје. Нема да ги трупаме депониите, кои што за жал знаат да се запалат. До, зголемување на мерните станици, за да може инспекторите да знаат каде има проблеми да излезат на терен. Подобри велопатеки, некои од предлозите кои што се од групацијата на Точак. До зелен катастар. Значи, тоа е еден од проектите на град Скопје, кој што беше започнат, па паузиран, па сега не се знае што се случува со него, кој што треба да ги обележи секое зеленило, секое дрво во град Скопје, да се знае какво е, колку е големо, која е здравствената состојба, за да не може да дојде инвеститор да рече не, суво ми изгледа, чека, стаја една зграда овде, паркингот. Да не може тоа да се случи. Знаеш, малку сме контрадикторни и извини што прекинувам. Контрадикторни сме, постојано велиме користите алтернативни извори на енергија, користите алтернативни превозни средства и сега во овој период од годината кога ќе ги видам на улиците и оние со електрични тотинети и оние со Точак, искрено ме фаќа и страф и жал
од една страна, бидејќи навистина е непријатно да се вози во оваа ситуација како што се вози со ова загадување на воздухот. Тешко е, не е пријатно и не е здраво да се вози. Се сложувам, значи затоа е целата ова еден круг кој што е еден циклус во кој што треба да излеземе. Возењето велосипед во зима не е никаков проблем, посебно во Скопје. Се немаме некои тешки врнежи на снег, може да се поминем. Сам 4 години јас во Амстердам сум возел точек и на снег, па немаше никаков проблем. Не зборам за временските, зборам за загадување. Сега, да, затоа зборам, но кога ќе дојде периодот на загадување, ние сме изложени надвор, кога возиш велосипед ти многу повеќе дише задишан, се зашто физички си поактивен и повеќе вдишуваш аерозагадување. И затоа оние маски кои што сега веќе конечно може ги позаборавивме малку ради ковид кризата, треба да ги вратиме. Зимото не смееме да ги игнорираме и да велиме, знаеш што мене ми е смачено од маски. Не, може ти денеска нема да го осетиш проблемот со аерозагадувањето, ќе го дишеш тој воздух, но за 40 години кога се развие рак, ќе биде доста. И прашањето е дали имате впечаток дека нешто се менува или едноставно си се навикнуваме дека секоја сезона дишеме тоа што дишеме и секоја сезона живееме како што живееме? Не, мислам дека се менува. Гледам дека се повеќе и повеќе луѓе пробуваат да го користат велосипедот како превозно средство, што е супер. Ме радува. Значи има на кампања која што групата Наточак ја правеа толку години, има некаков резултат конечно. Гледам дека луѓето се посвесни за аерозагадувањето. Периодот кога не гледав луѓе дека носат маски надвор, сега гледам дека почнуваат да носат маски надвор. Дали тоа е поради ковид или загадувањето е дискутабилно, но се уште гледам дека луѓето се свесни и независни групи, како што е Зелен хуман град, како што е Шансел центар, независните од Карпочин низ Македонија, што ќе има, се повеќе и повеќе креваат джева внатре во институциите на оваа тема. Јас затоа верувам дека колку повеќе независни луѓе имаме, толку повеќе се слуша нашиот глас на граѓаните. Ние сме граѓани. И кога сме кај решенијата и алтернативниот превоз за заштита овој период, велиме користите јавен превоз како опција и тоа не е проблем. Болна тема јавниот превоз во Скопје. Навистина болна тема. Мислам, од проекти како Бас Рапид Транспорт, кои што беа презентирани на мали групи, па не беа споделувани со другите, без многу експерти, до сега оваа ситуација што се наоѓаме каде што јавниот транспорт не знаеш ке го има, ке го нема. Знаете што кога политичките елити се караат и се надпреваруваат едни со други, само ние страдаме како граѓани. И за сите овие предлози кои што ги споминавте пред малку, треба и време и пари. Ние во меѓувреме треба да преживееме. Како го реаме? Значи, мора да сватиме дека сите треба да работиме за заедничко добро. Тоа што се случува во Советот на град Скопје, каде што имаш една фракција, друга фракција, па тој се карал, па не знам, микрофони, копчиња и што год. Значи, тие се работи кои што треба да се решат за цената. Имаш проблем, седни, реши го, ама не треба тоа да биде јавно спектакл правење со цел на крај наместо да седиме да дискутираме за теми кои што како што велиш се битни за нас. Ние седиме и гледаме реалити шоу, некој го големиот брат. Значи, нема никаква поента тоа целото да го правиме внатре и конкретните работи и предлози кои што ги даваме треба да бидат ефективно спроведени. Седнуваме, завршуваме работа, наместо да седиме и со денови да се влечеме. Ајде ќе видиме дали ќе биде. Така ние ќе следиме, ќе дискутираме, ќе дебатираме овде во Македонија наутро. Почнува сезоната, чинам за жал ќе се гледаме бидејќи не сакам да зборуваме само за загадениот воздух. Ајде за среќа нека биде да се гледаме за убави проекти, може така? Јас се надевам, затоа велам и мојата апликација би сакал да е за музика, за култура, за нешто, но се друго имаме овој проблем. Нека е само почесто зелена, сме завршиле работа. Точно, се сложува. Да, благодарам за гостувањето во Македонија. Фала ви на вас.